Денеска, 7 мај, Филолошкиот факултет е домакин на 27-миот симпозиум на турската култура, што се одржува во рамките на 32-иот фестивал на пролетни веселби, кој што го одржува турската заедница традиционално, 32 пат поред. Годинава ние сме коорганизатори со фестивалот и со симпозиумот. Филолошкиот факултет е домакин со простор, потоа и со издавање на зборник, така што имаме гости и од Македонија и од Турција, буквално дојдени од Турција професори од нивни државни универзитети, а од кај нас па добар дел од нашиот колектив, професори од Универзитетот Кирил и Методи и од Тетовскиот филолошки факултет. Секогаш излегуваме во пресред кога е во прашање турската заедница од познати причини, бидејќи кон нас гравитираат оние населени места во околината на Штип, населени со турци, а исто така знаеме дека од основањето на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет имаме и голем број странски студенти, од кои што најголемиот број се од Република Турција, така што во таа смисла сакавме да излеземе во пресред, а и кога се работи за научен настан, секогаш Универзитетот Гоце Делчев и Филолошкиот факултет се расположени за соработка. Фестивалот не се одржува во Штип, не се само симпозиумот, овде се одржува само научниот дел од таа поширока манифестација. Инаку добро е да се знае дека тој фестивал на пролетни веселби е влезен на листата на УНЕСКО како национално богатство, заштитено со УНЕСКО. 27-миот симпозиум на турска култура оваа година се организира по 27-ми пат и ова е во рамките на фестивалот Пролетни веселби, кој веќе оваа година брои 32 години организација. Така да на симпозиумот имаме две главни групи, да кажам. Во едната се опфатени литература и јазик и литература, а во другата група не е култура и фолклор. Имаме учесници што ќе настапат на турски јазик и учесници што ќе настапуваат на македонски јазик. Така ние ги поделивме во 4 сесии, во 4 салони, во кои ќе се презентираат посебно на турски и посебно на македонски. Така да имаме околу 67 реферати и верувам дека присутните, тие што ќе дојдат да ги следат овие излагања, долги години се организира и предходните симпозиуми се организира во разни населени места, во разни градови. Почнавме уште во 1996 година со првиот симпозиум во село Чалатли и тогаш првиот симпозиум го организиравме во ученици на основно училиште, за да после неколку години се пројави интерес поголем и за да можат повеќе слушатели да ги следат директно сесиите, одлучивме и наредните симпозиуми ги организиравме, поголем дел од наредните симпозиуми ги организиравме во Скопје. Дел од нив во салите на Хотел Континентал, а дел во салоните на Матус Степ, тој е Сојуз на турски здруженија, и во салоните на некои од члените на тоа здружение, за да една година одиме и организираме заедно и со Универзитетот Визион од Гостила. Така да во продолжение предходните 2 години организацијата беше во Ландово, во културниот дом 25 мај, за да оваа година првпат сме на овој универзитет, а идејата за да бидеме овде произлезе од предходно подпишаната соработка меѓу нашето здружение и универзитетот. Причината зашто сме тука беше прашањето, затоа што, како што и вие кажавте, тука има доста поголем број на студенти
и од Турција, но и студенти од Македонија кои што студираат на катедрата по турски јазик, така да всушност и наставниот каде што работи и што предава на катедрата по турски јазик, се всушност нели главните носители на оваа активност во ова, но се разбира не може да го прескокнеме и значењето на и улогата и помошта на самиот филолошки факултет, а се разбира со тоа и самиот универзитет кој се даде Штип. Ова е манифестација која што започнува некаде пред 34 години, значи 1991 година, значи од давнина условно кажано, пред 34 години, со тоа што темелите се започнати уште во 1980 година. На основ на панагиотски веселби за празникот Хедерлес, тоа е, знаете, празникот кој што се слави меѓу сите народи, не е верски празник. Тоа е Хедерлес, Ѓурѓев ден или кај другите народи на друг начин, така да во населеното место Чалаки започнува една традиција на тоа негување и во 1991 година се донесе одлука да се започне како фестивал. На тој фестивал во тоа населено место програмски се започнува негување на традициите, обичаите за Хедерлес, се надополнува со настап на фолклорни групи, а потоа во следните години се продолжува и со научен симпозиум, а исто така во тој период веќе се одржува традицијата на традиционално пеливанско борење. Борење со пеливани кои што се мачкаат со зетин. Така да започнато во како една локална манифестација, во следните години успеа цела Македонија, значи да ја донесе на едно место програмски, а веќе во 2003 година прераснува во една републичка манифестација, со одлука на тогашната влада, а веќе во следните години почнаме да се афирмираме и во целиот Балкан. Веќе во следните години до ден денеска практично сме манифестација која што го зближува целиот Балкан. Македонија, денеска Северна Македонија станува центар на турската култура во Балканот и пошироко. А практично од 4 програмски содржини, како што спомнав, хедерлезните обичаи, наставот на културни уметнички друштва од Република Македонија и тоа, од турски фолклор и од представници од фолклор на другите етнички заедници, исто така и представници од балканските земји, негување на традицијата на традиционално пеливанско борење, кое што годинава се одржуваше по 42 пат, исто така и денеска веќе меѓународен симпозиум за турска култура и нејзиното влијание кон другите балкански народи.